Добар ден на сите. Денеска втора година поред веќе го изработуваме индексот на отвореност на општините и денеска ќе го презентираме индексот за 2021 година. Ќе зборуваме за тоа колку општините се отворени, а Сдруженијето за истражување и анализи ЗМАј мереше 3 димензии во однос на отвореноста на општините. Тука спаѓа секако транспарентноста во буџетирањето, потоа вклученоста и праведноста во буџетирањето кај општините и како трета димензија меревме отчетноста на општините. Сето ова се работи во делот на буџетирањето на општините и на сето она што тие го предвидуваат во нивните буџетски процеси. За жал, она што би сакала да го истакнам, резултатите не се задоволителни. Оценувани беа општините на скала од 0 до 100 и просекот е 32. Оценката просечна е 32 на ниво на Македонија. 9 истражувачи од ЗМАј најпрво ги анализираа општините, а потоа исто така им беа пратени сите податоци на општините за тие да ги верификуваат и дополнително побарани од нив беа информации од јавен карактер, каде што можеа дополнително да ни достават доколку нели нешто е пропуштено, со цел да биде еден соопфатен процес и тие да имаат можност да бидат вклучени во истиот. Ова се направи преку така наречената анкета за отвореност на општините, и тоа е детална анкета за процесот на општинскиот буџет за фискалната 2021 година. Како што кажав, просечната оценка за сите општини во државата е 32,4. Сега, за да имаме задоволителност, би требало оваа оценка да биде некаде 61, што е многу повисоко од она што нашите општини го покажуваат. Како беа оценети во овие 3 димензии? Во однос на транспарентноста имаат оценка 39, во однос на димензијата вклученост и праведност оценката е 18, што е навистина ниско и оваа оценка е најниската, а во димензијата отчетност е 40. Треба да напоменеме и дека во делот на транспарентност и отчетност општините имаат и законски обврски да објавуваат дел од овие документи, но сепак кај многу од нив не е постигнат ниту законскиот минимум. Сега, која општина, најчесто го добиваме прашањето, која општина се покажала најдобро намерењето, а која општина се покажува со најнизок индекс. И резултатите се следни: општина Карпош со 73%, значи општина Карпош е прва со 73,4%, а последна е општина Рачинова со 0, оценка 0. И оваа година, како и минатата, таа оценка останува. Во делот на транспарентноста, можеме да кажеме дека имаме на што се должи ниската транспарентност, која што изнесува 40 на национално ниво. Немаме кај многу од општините буџетски календар донесено, кој што е и предвиден во законот, а со самото тоа нема и предлог план за програми кој што исто така треба да биде дел од овој буџетски календар. Потоа немаме онлайн верзија на предлог буџетот за 2021 година. Кај 85% немаме достапност на буџетот во отворен формат, а дури 9% од општините не го донеле буџетот на општината во законски предвидениот рок. Законски предвидениот рок за носење на буџетот во општините е 31.12, што значи дека тие следната фискална година ја почнале без донесен буџет всушност. Во делот на вклученост и правичност на општинските буџети, општините беа најлоши и само 18 просечната оценка. Зошто е волку ниска не знаеме, со оглед на тоа што токму вклученоста и правичноста ќе им придонесе на општините да стигнат поблиску до граѓаните, да разговараат со нив на темите кои што им се важни, да бараат предлог за проекти и тие проекти да ги спроведат. На овој начин општините само би добиле, барем тоа е она во што ние како здружение веруваме, и градоначалниците би добиле многу доколку повеќе ги слушаат граѓаните, а како што гледаме, тоа овој дел е многу низок. Недоволна
И тоа во овој дел имаме недоволна опфатност кај огромен број од општините и најголем дел тоа е кај руралните општини. Значи зборуваме за мали места кои што можат на едноставен начин да ги вклучат граѓаните и дополнително во 21 век со сите оние дигитални алатки кои што ги имаме на располагање, ние очекувавме дека ќе имаме многу подобри резултати во овој дел. Ниската вклученост се должи на неколку параметри, односно речиси кај сите параметри е лоша објавеноста, но еве кај 94% од општините немаме листа на добиени предлози од страна на граѓаните. Тоа не е ни чудно затоа што кај 94% немаме објава на проекти и иницијативи кои биле инкорпорирани во буџетот исто така. Немаме објава за спроведување и испитување на јавното мислење преку анкети. Сега знаеме колку е лесно да се направи во било која форма анкета и таа да се достави до граѓаните, но сепак 83% од општините тоа не се случува. Немаме процедури за вклучување на граѓаните во процесот на планирање на буџетот, нешто што исто така е релативно едноставно. И немаме родово одговорни индикатори во буџетските програми. Она што следи во иднина и особено со носењето на новиот закон за буџети, тоа ќе го потенцира повеќе и Виктор, е дека општините и сите кои што носат државни буџети ќе имаат обврска да ги објавуваат овие работи и да ги вклучуваат граѓаните повеќе во процесот на носење на истите. Последната димензија која што ја мериме е отчетноста. Отчетноста го представува она колку тоа што е спроведено во текот на годината е објавено дополнително од страна на општините и тука имаме ниска оценка, но малку повисока од онаа кај транспарентноста и оценката е 40. Повторно далеко од оној 61 кон кој целиме како оценка. Најголем дел од општините, 36% од нив, има доволна отчетност. Това малку ни дава некој кураж, меѓутоа тука треба да знаеме дека спаѓа онаа завршна сметка, многу законски предвидени документи, а сепак процентот не е толку низок и најмногу се должи на неколку параметри. Повторно, завршните сметки, сите документи, ние постојано бараме и апелираме да се објавуваат во отворен формат за лесно да можат да се преземат и да се анализираат. И од страна на нас како здружение, меѓутоа и од страна на новинарите кои што ги интересира на кој начин се трошат буџетските пари. На веб страницата не е објавен последниот ревизорски извештај. Многу едноставно, општините може само да го преземат од Државниот завод за ревизија и да го прикачат на нивната веб страница и тука ќе се подобри транспарентноста. Општината нема организирано јавна трибина на која се представува завршната сметка. Повторно во оној дел на вклученост на граѓаните, а со сигурност ќе ги интересира каде се трошат парите на општините. Не само граѓаните, и граѓанските здруженија, и новинарите, и компаниите со сигурност ќе сакаат да имаат ваква информација. Општината не ги реализира програмите за финансирање на маргинализираните групи. Ова е проблем кој што се јавува во многу буџети, каде што ние гледаме дека ако се гледа буџетот, тие предвиделе некакви средства за маргинализирани групи, но на крајот во завршната сметка тие средства не се реализираат. Тоа се програми од типот на може да бидат пристапни рамки, може да биде некоја поддршка за социјално ранливи семејства. Ова се средства кои што се навистина потребни од тие маргинализирани групи во општините, но од некоја причина голем дел од општините ги пренасочуваат и ги трошат за најразлични други намени. И општината не ги објавува проектите кои ги спровела во текот на 2021 година. Повторно, ова ќе биде позитивно доколку почнеме со објавување, ќе ги поттикне општините да го реализираат она што го предвиделе, ама од другата страна и ќе ги информира граѓаните за тоа што е спроведено. И доколку нели општината спроведува проекти, зашто да не ги извести граѓаните? Тука може само да се добие. Она што јас тука ќе привршувам, бројките ги имаме сите и за кратко ќе може да зборува и Виктор кој што ќе направи една компарација во однос на индексот на отвореност на општините во 2020 и 2021 година, но би завршила со она како ние го гледаме процесот. Нашата цел не е да дојдеме тука и да кажеме дека 32 е
оценката на општините во Македонија. Да кажеме дека има минимално подобрување од лани и дека не е добра состојбата. Нашата цел е следната година, кога ќе го правиме индексот за 2022 година, најголем дел од општините да спаѓаат во она што велиме 61 сега. Да се надеваме и на повеќе, меѓутоа би сакале да има резултат. На кој начин ние гледаме дека ќе дојдат резултатите од изработувањето на индексот? Еден од начините е методологијата. Таа е пратена до сите општини и општините веќе знаат што би се барало од нив со цел да имаат повисока отвореност. Доволно е како листа да ги следат прашањата и да ги објавуваат тие документи, да прават подобри консултации, да ги вклучуваат граѓаните и ќе постигнат подобар резултат следната година. Дополнително, за жал, сознанијата кажуваат дека имаме недоволна отвореност на општините, а таа недоволна отвореност води кон незадоволство на граѓаните и кон полошо спроведување на потребните проекти, затоа што никој не објавува и никој не знае што точно се работи со парите. Тие се практично пари државни, пари на граѓаните. Индексот треба да обезбеди еден вид на надпревар. Ние се надеваме дека општините ќе почнат во таа насока да се надпреваруваат, како подобро да го формираат и да го отворат овој процес на буџетирање. Нешто што на централно ниво почна да се прави и сметаме дека треба да продолжи и на локално ниво, затоа што тука е и полесно да се спроведе и на некој начин граѓаните повеќе ги интересира на локално ниво што ќе се случува во нивната општина. Јас ќе завршам само со тоа дека се надевам дека следната година повторно се гледаме тука и дека ќе имаме многу повисока оценка за општините во Македонија и ќе се префрлиме на Виктор за да ги каже споредбите, она што можеби е и најинтересно. Повели. Благодарам, Јована. Кога го промовиравме индексот за отвореност на општините претходната година, секогаш кажувавме дека потребно е да дојдеме до стадиум каде што може да се споредиме со претходни години. За жал, лани тоа не можевме да го направиме, но оваа година имаме веќе 2 години и тоа е интересни години, затоа што 2021 беше интересна година за следење од буџетски аспект, бидејќи имавме промена на власта. Односно во најголемиот број од општините забележавме промена на локалната власт, не само на ниво на градоначалник, туку и на ниво на совети. И мораме да кажеме и мораме да искажеме жалење од наша страна како експерти или граѓанско општество кое што ја следи транспарентност и отвореноста на општините, дека всушност системот не ни дава транспарентноста, отчетноста и вклученоста системски да ја градиме на локално ниво. Зошто? Затоа што се приметува јазот во периодот кога всушност се работат буџетските процеси, а се поврзани со некаква поддршка од администрацијата, односно од локалната администрација. Па затоа, во голем број од општините каде што се промени власта, се гледа дека 2021 буџетска година не е така добра како 2022, бидејќи на веб страните најчесто може да се видат и актуелните случувања или случувањата кои што се направени во однос на планирањето и извршувањето веќе на буџетот за 2022 година. Така што не се неосновани надежите дека следната година ќе имаме и подобрен индекс на отвореност на општините. Лани имавме 2 општини со 0 и се надевавме дека оваа година ќе немаме такви општини, но за жал повторно имаме општина која што според нашите оценки има постигнато 0 индексна вредност. За поздравување е тоа дека за разлика од лани кога имавме само една општина која што имаше задоволително ниво на отчетност, транспарентност и вклученост, оваа година имаме 5. Сите 5 општини се урбани и сите општини доаѓаат од пониското ниво, односно лани имале доволна транспарентност, отчетност и вклученост, а оваа година веќе преминуваат во повисокиот степен. Она што треба да не загрижува е тоа дека голем дел од оние општини кои што биле во делот на доволни, оваа година преминуваат во минимална отчетност, транспарентност и вклученост, што значи дека ја влошиле нивната позиција. Од аспект на трите димензии,
Индексот, прво да кажеме дека индексот порасна за 1,4 индексни поени во однос на ланската година, на претходната година, но кога ги гледаме по димензии, гледаме дека растот пред се должи на растот кај вклученоста и правичноста и кај отчетноста, а додека имаме стагнација на нивото на транспарентност. Тоа што Јована го спомна во првиот дел од презентацијата беше дека законот за буџети, кој што беше донесен пред повеќе од еден месец, во себе предвидува поголема транспарентност и им дава законска обврска и на општините да ги објавуваат сите овие буџетски документи кои се предвидени во нашиот извештај. Извештајот е интегрален и покрива 40 прашања од различни области. Се следи, како што кажа Јована, се следат законските обврски, но дополнително се гледаат и одредени механизми кои што искуствено во земјите околу нас, Европската унија и Западна Европа и Соединетите Американски држави покажале дале резултат во надолг. Така што нешто кое што треба исто така да го напоменеме е дека се јавува голем јас помеѓу руралните и урбаните општини. Оние кои имаат поголеми постигнувања, најчесто се урбани општини. Оние кои имаат пониски постигнувања се руралните општини. Бидејќи во претходната година работевме со 4 пилот општини, каде што го тестиравме и ја градевме методологијата за овој индекс, работевме со различен тип на општини, видовме дека всушност во руралните средини можеби интеракцијата, вклученоста е многу поголема отколку во урбаните средини, но за жал сите тие механизми кои се употребуваат во руралните средини не се формално покриени и граѓаните на нив не гледаат како системски механизам. Туку, народски да се искажеме, кога ги презентираат нивните идеи за буџетот, тие се обраќаат директно кај градоначалникот, кај претседателот на советот, кај официјални лица кои всушност понатаму треба да ја проследат информацијата. Но бидејќи тоа не е соодветен механизам за споделување и барање на одредени проекти во рамки на буџетот, тие најчесто не завршуваат во самиот буџет. Една од точките каде што навистина имаме можеби најголема негативна вредност, односно само 3 општини го објавиле предлог буџетот кој што градоначалникот го доставува до советот, а е многу важен елемент, нешто што централната власт веќе подолго време, неколку години наназад, го прави. Зошто е тоа важно? Важно е затоа што градоначалникот во периодот од кога ќе го испрати буџетот од неговиот кабинет до советот, тоа е периодот каде што може да се прават дополнувања, изменувања, да се со амандмани во текот на процедурата на донесување на буџетот да се интервенира. Што значи тоа? Тоа значи дека и граѓаните ќе можат активно да се вклучат, дали преку советниците, дали преку некои интересни групи во менувањето на буџетот и соодветно прилагодување на нивните потреби. Затоа, можеби една од клучните работи која што општините треба да почнат да ја практикуваат е всушност објавување и соодветно комуницирање на предлог буџетот кој што се наоѓа на дневен ред на советите. Овој индекс, како што кажа Јована, има за цел да ги подучи и да работи заедно со општините да ја унапредат оваа транспарентност и да покажеме како земја дека навистина локалните финансии се клучни за степенот на задоволност на граѓаните од јавните политики. Затоа искрено се надеваме не само со овие практики, туку и со носењето на новиот закон за буџети, дека во следните години не само што ќе зборуваме за унапредени транспарентност, отчетност, вклученост и правичност во буџетското работење, во буџетскиот процес, туку ќе зборуваме за дури и унапредување на методологијата за мерење, се со цел да воведеме нови механизми и алатки со кои што можеме да бараме поголема отчетност на институциите на локално ниво. Тоа би било тоа во однос на нашата презентација, секако сите општини ги имате и во материјалите кои што се дистрибуирани. Може би интересно е единствено да се додадат топ 5 општините и единствените 5 кои што имаат задоволително ниво, а тоа се општините Карпош, Центар, Гевгелија, Битола и Валандова.
Доколку има некои прашања, можеме да ги кажеме. Петте кои што имаат најмала транспарентност, како што кажавме, Арачинова, Демиркапија, Чучерсандава, Пласница и Тетова. И се надеваме дека и тука ќе видиме од следната година подобрување и од она што го гледавме, слушаат општините и мислиме дека со поголем притисок на јавноста ќе дојде до подобрување. Се надеваме. Дали има дополнителни некои прашања? Добра. Тоа е тоа. Ви благодариме.